34 основни и средни училишта од Македонија денеска потпишаа договори со Фондот за иновации и технолошки развој преку вториот јавен повик предизвик за млади истражувачи 2. За реализација на проектите на младите иноватори, за овој повик обезбедени се 6 милиони денари. Меѓу наградените училишта на вториот повик нема ниедно од југоистокот од Македонија. Премиерот Заев истакна дека владата е посветена на поддршката на младите истражувачи со цел да се остварат нивните идеи и да се реализираат нивните креативни решенија за секојдневните проблеми и прашања со кои се соочуваат сите. Ова година фондот на награди и бројот на наградени е зголемен во однос на минатата година и тоа е нешто што треба сите да не радува. Затоа што овој тип на мерки укажуваат дека кога раката е подадена и можноста отворена, носителите на едината на нашата држава тоа го користат и генерираат резултати со кои сите ние можеме со право да се гордееме. Со 6 милиони денари, дополнителни 30.000 денари за менторите на учениците кои се дел од овој проект, се стимулира креативноста и се отвара нова димензија и за основците и за средношколците. Таа правилно стимулирана креативност секако ќе донесе кон градење на современи кадри кои нашиот, а и светскиот пазар на труд ги детектира и уште сега и ги инкорпорира на највисоко ниво. Директорот на Фондот за иновации Јован Деспотовски истакна дека втора година се реализира овој повик. Предизвик за млади истражувачи 2 е вториот во низата, кој што ги реализираме од 2017 година до денес. Некаде околу, односно точно 54 основни и средни училишта, вклучително вие со кои што денеска потпишуваме договори, користат средства, че некаде околу 10 милиони денари се издвоени за оваа намена. Не го кажем ова за да се пофалам дека цифрата е голема, ова е само добар почеток. Овие дечки што ги слушнавме денеска, сите оние кои што не се денеска тука, меѓутоа беа во градскиот парк пред 2 месеци, кои што ќе бидат со нас во наредните година дена за реализација на овие проекти, заслужуваат многу повеќе од оваа држава. И секој оној кој што ги гледа децава денеска тука на говорница, со право може да каже сериозна држава, како што сакаме да бидеме, како што настојуваме да станеме, мора да обезбеди поддршка за овие деца и мора секогаш да има средства за нив. Инаку преку првиот повик од програмата, кон крајот на минатата година финансирани беа 2 проекта на Средното општинско училиште Димитар Влахов од Струмица. Намалување на штетното влијание на јаглерод диоксидот со користење еколошки филтер на издувни гасови кај автомобилите, за што обезбедени беа 171.805 денари, како и за проектот Индиго Розе, вид на црн патлиџан кој се одгледува во регионот на Струмица со награда од 225.000 денари. На овој прв повик во Радовиш, Општинското основно училиште Крсте Петков Мисирков за проектот Економична инкубација на јајца од загрозени видови птици од Фондот за иновации доби 300.000 денари.